Така, U4U, проектот U4U се случи баш пред 2 години. И првичната замисла беше да свириме музика од нашите ex-U простори, што до тогаш многу од младите генерации не знае за таа музика. Јас пораснав со музиката на Индекси, на Леби Сол, на Time и така дојдовме до идеја да свириме нешто поразлично, што е прифатливо за сите и разбирливо. И имавме дилема како ќе се вика бендот. И во тоа време функционираше TNT. И се случи еден ден, се погоди на... Јас бев секој ден, пиевме кафе со Зоки, со Миле, цела таа екипа. И беше Никола Маджиров. И побаравме совет за името. И баш Никола Маджиров е нашиот кум, U4U. Бидејќи баш името ја опишува целата ситуација за бендот. Sanjao sam noćas da te nema, da ležim budan na posljednji od snijega i tiho, tiho neka druga žena moje ime doziva kroz noć. Ružan san. Музиката е чудо. И општо музиката прави чуда и целта на постоењето е добрата музика. Затоа што во денешно време имаме многу примери каде што прво немаме квалитетна музика, а друго што се живее во некој друг филм. Денес. Надвор од квалитетното, без разлика за што и да разговараме. Така да таа музика што ја негуваме и ја свириме на златниот период на југословенското музичко творештво и тоа треба да се негува. Видио сам у сну лиљан bijeli, crne konje i svatove bez pjesme. Работите во животот така како што сакаш. А ние се трудиме да воведеме еден друг начин на живот, што денес малку е потешко да се почувствува. Ej, noći, stani zora, nek svane. Ej, noći, stani zora, nek svane. Јас завршив средно музичко во Илија Николовски Луј во Скопје, во класата на професор Благој Маротов контрабас. Беше ли примерен ученик Иван Кукич? Во еден период бев, а после тоа малци не бев. Може ли да ни разкажеш една приказна, например, од твоето, не знам, од средно училиште? Некој интересен факт или настан? Има многу. Можеме да разговараме до утре со Бајлер на приказни за моето средно образование, тоа е баш интересна тема. Супер искуство. Во моментот студирам музичка продукција и дизајн на звук во Белград и мислам дека тоа беше правиот избор. Vidio sam u snu liljom bijeli, crne konje i svatove bez pjesme. Ете, секогаш размислувам позитивно и мојот живот е пуштен да функционира баш спонтано и се што треба да си биде, ќе си биде. Така. Па секако да трае проектот U4U, да случуваат само музики во иднина. Таа не е целта, нема некој. Би останале тука во Струмица, во овој регион или
имате цели да одите и надвор од границите? Тоа никогаш не се знае, значи проектот може да функционира баш како U4U, буквално во сите бивши југословенски републики. Веќе имаме некои понуди од страна, но за сега тоа останува во тајност. Што се однесува до мене лично, популарноста не е нешто страшно и никогаш, барем јас, никогаш не сум гледал да направам нешто за популарност, затоа што може да биде и позитивно и негативно. Ама многу е битно да правиш тоа што сакаш и духовно да бидеш исполнет со тоа што го работиш, а популарноста каква ќе биде тоа никој не го знае. Дома секогаш си дома. И тоа е тоа. Дома секогаш си дома, а надвор секогаш си страница. И се разбира дека кај нас, кога доаѓаат странски артисти, се поддржани на друг начин, така и ние кога одиме на страна сме поддржани на друг начин, а не дека дома не сме. Тоа не е така, ама дома си е дома.